Благодарам. Почитуван заменик министер, почитувани колешки, колеги пратеници, денес на Комисијата за европски прашања е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Секако не треба да потенцираме дека ќе оди по скратена постапка со европско знаменце. Терминот даночна реформа постојано во последно време е експлоатиран од страна на представниците на владата и затоа сметам дека е потребно едно дообјаснување што тоа значи визави македонските граѓани. Потребно е да се симплифицира, да се поедностават работите и да се објасни што фактички представуваат даноците, кој што се јавен приход, кој што произлегува од обврската што ја наложува државата кон граѓаните и кон предпријатијата задолжително да издвојуваат дел од својот приход, односно промет, за задоволување на државните потреби. Никаде во оваа дефиниција не стои дека треба да тоа издвојување да се користи за задоволување на потребите на поединци кои што се блиски до власта. Во овој контекст, данокот на додадена вредност представува општ потрошувачки данок, кој што е најпопуларен индиректен данок, кој што се пресметува и се плаќа во сите фази на производството, трговијата и секако во целокупниот услужен сектор. Кај нас во Република Македонија стандардната стапка или општата стапка на данокот на додадена вредност е 18%, додека повластената или редуцираната е 5 и 10%. Реформата, во овој случај даночната реформа, треба да означува преобразба, да помогне во преобразбата на целокупното општество во сите сфери, во делот на земјоделието, во делот на културата, спортот, образованието, со еден збор да овозможи подобрување на животниот стандард на македонските граѓани. Но што се случува кај нас? Кај нас тоа сето изостана, се јави огромно сиромаштво, кое што според последните податоци за 2023 година регистрирани се 249.771 лице кое што живее на праг на сиромаштија. Од тоа 47.866 се корисници на социјална помош, 35.996 лица земаат гарантирана минимална помош, а 165.909 се пензионери со месечни примања кои што се некаде до 14.000 денари. Зошто се случува ова? Од едноставна причина што основата на ова бомбастично најавена реформа е исклучиво полнење на буџетската каса, тоест пополнување на сета онаа празнина која што настанува како резултат на постоењето на сивата економија, која што во Република Македонија сивата економија е со од фрапантни размери. За која сива економија зборуваме овде? Тоа е за нерегистрираните, непријавените дејности, за непријавените работници, за плаќањето на исплатата на плати во плико и сите оние други работи кои што значат изоставање од она што треба да се плати на државата. Процентот на зафаќањето на сивата економија од бруто домашниот производ, според последните анализи, и тоа не само на Светска банка, и на сите други реномирани институции, посебно според моделот на повеќе причинители и повеќе индикатори, е 33,2% од бруто домашниот производ. Да ни биде на сите јасно, тоа значи 1/3 од она што значи мегаломански проектираниот буџет за оваа година. Да се вратиме сосем накратко на предлог законското решение. Спрема предлагачот се врши доусогласување според место на промет. Се воведува терминот даночен застапник за сите оние нерезидентни странски лица кои што вршат промет на добра и услуги во земјата, а немаат регистрирано седиште, за да може да се изврши пресметување и да се плати данокот на додадена вредност. Исто така се врши
уредување на даночниот третман на прометот на добра и услуги со примена на вредносни ваучери. Детерминирани се исто така ослободување од данокот на додадена вредност, меѓутоа имаме и ревидирање на даночните стапки, односно зголемување од 5 до 10% на некои производи за човечка исхрана. Да бидеме исклучително внимателни, колегата Бојан Стојановски во неговото излагање побара изготвување на листа на производи кои што ќе бидат детерминирани како производи за човечка исхрана. Да бидеме крајно внимателни, да не бидеме непријатно изненадени, да не останат само неколку производи како што се лебот и неколку животни намирници кои што ќе бидат со повластена стапка од 5, а сите други да одат на повисока даночна стапка. Намалување имаме на стапката од 18 на 5% промет на менструални производи, намалување исто така и на даночната стапка за дигиталните учебници. И секако она што беше големо промашување, еден невиден кикс во делот на пелетите. Цело време имавме кампањи претходно да се полека напушта загревањето на домовите со дрва, да се преиде на печки на пелети, да се користат пелетите, зелена Македонија, зелен план и така натаму, за да сега непријатно бидеме изненадени во предлог законското решение, каде што се нуди зголемување на даночната стапка од 5 на 18%. ВМРО ДПМН и коалицијата предложи амандман и по старата добра тактика пратениците од власта после ден-два изреагираа и со предлог од нивна страна. Не сме изненадени во тој дел. Јас само ќе спомнам и за дрвата, бидејќи дрвата се уште се најмногу користени од страна на македонските граѓани, се уште не се испорачани ланските дрва, а се прават калкулации за цената за оваа година, да не ги изненадиме повторно со енормно високите цени, да не достигне 100 евра 1 метар кубен дрва. Во реалноста, во Република Македонија имаме секојдневно зголемување на цените на прехранбените производи, млекото, млечните производи, лебот, а секако и на енергентите, електричната енергија, парното. Секој даночен систем, почитувани колешки и колеги, си има своји специфичности, а секоја држава си има посебен даночен концепт. Со оваа така наречена даночна реформа, што се прави кај нас? Предвидено е зголемување на даночните приходи. Според проценката на колегата Бојан Стојановски, некаде околу 140 милиони евра треба да се зафатат дополнителни милиони евра од граѓаните и од компаниите. Сето ова се прави со едноставно проширување на даночната основа и до изголемувањето на даночната стапка за одредени производи. Во секојдневниот живот, во реалниот живот, она што е карактеристично за Република Македонија и за низините граѓани, дека 50.000 денари е потрошувачката кошничка, дека две минимални плати од 21-22.000 се недоволни за едно 4-члено семејство. Се поставува прашањето што на вистина ќе се наполни со овие дополнителни зафаќања кои што ги тангираат сите граѓани и оние предпријатија кои што редовно си ги плаќаат своите даноци. Полнење ќе има единствено на джеповите на неколку лица кои што се блиски до власта, кои што ова максимално ќе го искористат да станат уште побогати. На крајот, да се префрлиме на уште една тема која што изминатите неколку дена се најави, е тоа искористувањето на европските фондови, односно проневерите, каде што како резултат на истрагата на Агенцијата на Европската Унија, која што се бави со испитување како се трошат парите на даночните обврзници на граѓаните на Европската Унија, од 36 истраги, 18 се во Република Македонија. Јас само да ви напомнам дека во наредниот период доста ќе биде експлоатирана оваа тема, од едноставна причина за некои лица блиски до власта, за самата власт. Најверојатно недоволни се парите на македонските граѓани за да бидат уште побогати, па така вешто вршат редистрибуција на европските пари. За среќа постојат институции во Европската Унија
Тоа сето се надевам дека максимално ќе биде истражено, ќе ги имаме сите показатели во кои што изгубија само македонските граѓани и ние како македонска држава. На крајот, да завршам дека одговорност за ова ќе има, а таа одговорност следува веднаш по промената на власт. Ви благодарам.